Во услови на енормен раст на цената на електричната енергија на светските берзи за заштита од ценовен шок, од 1 јули стартува тарифната реформа за пресметка на цената на струјата. Тоа значи еден вид направеден данок, оние кои што трошат помалку ќе плаќаат помалку, за разлика од оние кои што трошат повеќе ќе плаќаат повеќе. Целта е да се потикне рационално и ефикасно користењето на електричната енергија. 98,8% од домакинствата просечната цена на струјата ќе ја зголема за 7,4%. Ако не беа воведени блоковите, оваа цена ќе беше зголемена за 17,74%. Ефтината тарифа останува од 22 часот до 7 часот наутро, а блок тарифите важат само за скапата струја. Тарифниот систем е правопропорционално димензиониран во корист на потрошувачите. И во изминатиот период поддршката на државата кон ЕСМ да обезбеди цена од 48 евра за мегават час за универзалниот снабдувач за 100% задоволување на потребите на домакинствата и малите потрошувачи, овозможи цената на струјата за домакинствата да не се покачи за 145%, а тоа значи поддршка за секое домакинство во просек по 3500 денари на месечно ниво, односно 42.000 денари на годишно ниво. Доколку ЕСМ ги обезбедуваше законските 60% електричната енергија, другите 40% на слободен пазар, како и загубите на енергетските компании да се на слободен пазар, тогаш цената ќе се зголемеше за 153%. Но ЕСМ, поради сложената енергетска состојба со која се соочува цела Европа, обезбеди 100% струја за домакинствата. Истата е субвенционирана и е наменета за граѓаните со цел да се заштити стандардот. Во услови на светска енергетска криза, нагласена е неопходноста од рационално користење на електричната енергија и штедење.